Најдобрата македонска тенисерка Алина Ѓорческа забележа напредок од 5 позиции на најновата ВТА ранглиста. Тетовката сега е на 187-та позиција, со што го има најдобриот пласман во кариерата. Ѓорческа, иако немаше голем успех во поединечна конкуренција, сепак и лошите резултати на конкурентките имаат влијание на овој пласман. Нашата тенисерка настапи на 2 турнири во Санта Маргарита ди Пула, Италија, но 2 пати беше елиминирана уште во првото коло. Во конкуренција на двојки Алина Ѓорческа го освои турнирот во Италија, но тој донесе напредок од само една позиција и сега е на 137-то место со 534 поени. Следна активност за нашата тенисерка ќе биде настапот на ВТА турнирот во BLBN Швајцарија, кој започнува овој викенд. Наградниот фонд на овој турнир е $226,750 американски долари. Настапот на ВТА турнирот во Швајцарија ќе представува добра подготовка за учеството на вториот Гранд Слем оваа сезона, Ролан Гарос во Франција, кој ќе се одржува кон средината на месец мај. Една победа и 3 порази забележаат тетовските одбојкарски екипи изминатиот викенд. Единствената победа ја забележа одбојкарите на Лешок, кои на гостински терен го совладаа Скопски Вардар со максимални 3:0. Тетовските одбојкари доминираа во текот на целиот надпревар и на противникот му дозволија да освои само 39 поени на целиот дуел. Трите сета Лешок ги доби со 25:18, 25:10 и 25:11. Втората екипа од Полошко, која настапува во машката лига, Лирија Джеровјане, загуби со службен резултат од 3:0 на гостувањето во Кичево против Шутова. Одбојкарите на Лирија, незадоволни од судењето, го напуштија паркетот во првиот сет и не го доиграа надпреварот. На останатите 2 надпревари беа постигнати следниви резултати: Пробиштип Струмица 0:3 и Студент Борец 2:3. На табелата на првата позиција Пробиштип со 36 поени, еден повеќе од Струмица. Студенти Лешок се на делба на третото и четвртото место со по 22 бодови, додека Лирија е последна без ниту еден поен. Во 13-тото коло на женската одбојкарска лига, двете тетовски екипи ги загубија своите надпревари. Одбојкарките на Памикор изненадувачки беа поразени на домашен терен од дебитантот во лигата Наковски Волеј од Струмица со 3:2. Гостинките одлично го започнаа надпреварот и ги добија првите 2 сета со 25:20 и 25:19. Бамикор ги доби третиот и четвртиот сет со 25:20 и 25:18 и го изравни резултатот на 2:2. Сепак во тајбрейкот одбојкарките на Наковски Волеј беа подобри со 15:10 за конечна победа од 3:2. Екипата на Универзитет Тетово очекувано беше поразена на гостувањето во Скопје од лидерот на табелата Јанта Волеј со 3:1. Единствено вториот сет им припада на тетовските одбојкарки со 25:20, додека останатите 3 сета ги освои одбојкарките на Јанта Волеј со 25:23, 25:14 и 26:24. На останатите 2 надпревари беа постигнати следниви резултати: Пелистер Волеј Македонија Макс 0:3 и Студент СВСК Куманово 1:3. На табелата во водство Јанта Волеј со 38 поени. Универзитет Тетово е на четвртата позиција со 23 бодови, додека Бамикор е петти со 14 поени.